Топ тема, добро вечер. И по последната посета Османи Маричич на Париз, а оттаму како дел од првата посета на новиот премиер Ковачевски и на Брисел, нова сесија тапкање по рамо, од што веќе сме и оттрпнати, а помалку и оглувени или отпорни на дипломатските фрази за нови прозорци на можности. Може би затоа што толку многу отворени прозорци имаше досега, но не носеа и не носат само во слепи улици. Оттука, дали почетокот на преговорите со Бугарија, а со Европската Унија е блиска, а сепак далечна цел? Или дали концептот Ковачевски Петков е патокас кон таа цел, отворање преговори, или матрица за нови отстапки кон Софија? И конечно, дали кога ќе закочат политичките механизми за отворање на преговорите, заложбата да ја донесеме Европа дома останува само флоскула, што пак најмногу се гледа и низ призмата на неискористените европски фондови. Или кога пред 2 години заборавивме како тоа да поднесеме завршна сметка пред Европската Унија за да добиеме пари за здравството, па излезе дека македонското здравство воопшто не трошело за време на ковид. И секако, дел од претходно изречените ставови вечерва намерно се во прашална форма, бидејќи со надградената дефиниција за негативно мислење во Законот за клевета и граѓанска одговорност, хипотетички, само со една најава, јас веќе можев да заработам најмалку 3 пријави. Доколку тие констатации не му се допаднат на мојот вечерашен гостин, чија оставштина во ресорот за правда, со кој претходно раководеше, се и овие законски измени. Мој гостин вечерва Бојан Маричич, вице-премиер за европски прашања, но во одмерувањето со што да почнеме, сепак превагна на страна овие веќе контроверзни измени. И вице-премиере, каде сгреши министерот за правда кога во собранието проследи ваков закон, или ако го немаше она дали, колку кривични пријави јас ке заработев со 10 реда во кои изнесов неколку констатации кои вие слободно можевте сите да ги оквалификувате како негативно мислење со кое е нарушен угледот и честа на владата и нејзините сестрани напори за придвижување на земјата кон Европската Унија. Добро вечер, благодарам на поканата и драго ми е што почнавте со оваа тема за да ги расчистиме прашањата. Имав денес интензивна комуникација баш и со министерот Топанчевски за да можам да одговорам на сите прашања. Предпоставував дека ова ќе биде една од темите. Прво, кривични пријави за клевета нема веќе 10 години во Република Северна Македонија. Во 2012 година, единствени во Европа, направивме изземање на клеветата и навредата од кривичниот законник, бидејќи клеветата и навредата се кривични дела скоро секаде во Европа. Германија, Хрватска, каде сакате одберете, со затворска казна од 5 години. Кај нас беше направена декриминализација, кај нас беше направена прилично дебели барања за оштета, особено кога се навредени функционерите. Затоа и сакав да го почнам на овој начин одговорот на прашањето, дека наследството на ВМРО ДПМН е навистина, бидејќи денеска го актуализирава прашање, е навистина тешко во овој дел на навреда и клевета и дека заради нивните функционери кои што редовно тужеа со високи износи за клевета и за навреда, под притисок на медиумските и новинарските здруженија и граѓанското општество во 2012 година преку пристапниот диалог на високо ниво со ЕУ беше декриминализирана клеветата и навредата. 10 години подоцна, денеска, после една година работа, многу интензивна работа на комисијата во рамките на Министерството за правда, минатото лето, некаде во јули, беше испратен овој закон после 15 средби на комисијата, во која што околу 30% од комисијата беа новинари, 30% од комисијата беа судии и обвинители практичари и останатите беа претежно од академската заедница. Најголем дел од овој закон се пишуваше во тесна координација со
Сдруженијето на новинари и со останатите Советот за етика во медиумите и останатите здруженија и се бара најдобрите решенија во една инклузивна постапка. Крајно инклузивно беше правено овој текст на законот. Впрочем, мислам дека треба главната карактеристика што треба да се потенцира на овој закон е дека за 10 пати се намалува износот на казната за клевета и за навреда за новинари и за медиуми. Ако таа чинела пред 20.000 пред 10 години евра да речеме, сега чини 2.000 евра. И сето тоа паѓа во вода кога дефиницијата останува. Сега не со останува. намера за изјава, содржина, однесување, објавување или на друг начин ке изрази омаловажувачко, понижувачко или негативно мислење и понатаму продолжува. И сега тука Јас се обидов во комуникација со експертите да утврдам што точно мислеле и се согласувам дека е тоа пропуст. Значи тоа се согласивме со колегата Допанчевски дека е тоа пропуст, негативно мислење во контекст на омаловажување и деградирање. И подготвени сме како влада уште на утрешната седница да го повлечеме текстот на законот од собрание, да се направат овие потребни корекции и во овој дел, меѓутоа и уште на две други места каде што има, да речеме, многу помали пропусти и новиот текст по укажувањата на јавноста да го испратиме во собранието. Значи нема амандмански да се интервенира како што беше најавата, туку ќе се повлекне. Значи намерата е утре владата да го повлече текстот на законот, да го коригира во овие делови и потоа да го врати назад, затоа што навистина е штета овој закон кој што е либерализација на слободата на изразување, кој што е правен во согласно со оценските мисии на ЕУ, кој што е правен во согласно со праксата на Европскиот суд за човекови права во имплементација на членот 10, кој што е правен по сите стандарди да добие негативно мислење од јавноста заради ова, бидејќи нема лоша намера од страна на владата и навистина жалиме што се создае таков впечаток. Затоа ќе коригираме овие работи. Тука влегува тоа средства за информирање, средства за јавно информирање, каде што исто така направивте. Тоа треба да хаос? Не сме направиле хаос, тоа треба да се координира со законот за медиуми, бидејќи таму се утврдува кој е медиум, а кој не е. Инаку сметаме, бидејќи тоа беше укажување на повеќе и експерти, и суди, и новинари, дека и порталите, и другите средства за информирање треба да влезат во дефиницијата на овој закон. Ке го разгледаме и тоа прашање, додека да се прати во собранието, меѓутоа една од корекциите се однесува на таен извор, нема да стои таен, ќе стои само извор, бидејќи секако изворот што не се објавува е таен, меѓутоа тоа не е никаков проблем. Она што јас и летово правев брифинг за медиумите за овој закон и за другиве закони како поранешен министер за правда и мислам дека овој закон го доби и печатот и над новинарите и од експертите во фазата на изготвување. Спремни сме овие пропусти да ги исправиме затоа што навистина оваа влада во овие 5 години покажала многу голем слух за слободата на изразување и нејзиното унапредување и самиот факт што се намалува 10 пати износите за новинарите за клевета, мислам дека многу тоа е позитивната страна. Останува како може да се случат и да пројдат и да отидат во собрание вакви грешки кои што ако не беа увидени ќе се најдеа и на седница и како што е вообичаено некогаш да се носат гласови само со притискање на тастатура или ако се во новата сала сега ковид салата со кревање картонче на брзина, тоа веќе ќе осамнеше во праксата. Закони пишуваат или стручни комисии, професори, стручна фела или пишуваат вработени во Министерството за правда. А ако се првите, треба да им се заблагодарите, односно новиот министер да им се заблагодари и никогаш повеќе да не пишуваат закони. А ако се вторите и се од стручниот тим во Министерството, се знае какви санкции ќе има. Не може секогаш се да завршува грешка беше, ненамерно, пропуст беше, ќе го повлечеме, ќе го вратиме. Затоа и постојат фази на донесување на законите, затоа постои фаза на консултација и на ЕНЕР и во собранието, и затоа во тие фази се исправаат известни пропусти кои што можеби се направени. Ние сме благодарни за овие укажувања и ова е доказ дека законите не се носат само со стискање на копче или со кревање на зелен картон, туку дека се пристапува темелно на тие закони. Впрочем, првичните укажувања дојдоа од пратениците на владеачкото мнозинство, меѓутоа без разлика од кој пратеник да дојде, ние секогаш со внимание сме ги разгледувале
и мислам дека стручните тимови и во Министерството за правда и во другите министерства се биле составени, еве да не ги именувам со име и презиме, меѓутоа во оваа работна група навистина членувале експертите, најдобрите експерти кои што работеле на ова поле. Добро, значи да заклучиме, законот се повлекува, се отстрануваат сите пропусти, се враќа во собраниска процедура повторно со европско знаме, бидејќи има извештаи на оценски мисии на ЕУ кои што се имплементираат во него. Овие неколку пропусти не звучат баш европски, но веројатно тоа е нова дебата, особено околу целото регулирање на просторот на информирање или јавно информирање. Јас Боби спомнав, само би сакал една реченица. Порталите кои што се оставени на сопствената волја без никаква уредувачка одговорност и така натаму. Во овој закон се утврдува одговорност за секој сопственик на порталот, бидејќи не секогаш имаат импресум. Сопственикот е тој кој што се бара за да сноси одговорноста за евентуална клевета и навреда. Инаку ние имаме, ви тврдам, најлиберален закон во Европа за слобода на изразување, за клевета и навреда. Во скоро сите други држави тоа е кривично дело. Добро. Ќе го оставиме тоа за друга дебата во зависност од тоа што ќе излезе како нов предлог, бидејќи го повлекувате. Што ново донесе последната посета Париз-Брисел? Намерно ја споменувам таа релација, бидејќи беше посета ваша прва на Париз по преземањето на председателството, а потоа следуваше и онаа посета на сите институции во Брисел за запознавање повеќе на новиот премиер со челниците на ја. Овие посети не можат никогаш да донесат чуда. Тоа и во минатото сме го гледале, без разлика на очекувањата на јавноста, но беа многу важни, пред се заради тоа што сакавме и да се запознаеме со намерите на француското председателство во однос на проширувањето со ЕУ и да ги соопштиме нашите ставови и планови во врска со преговорите со Бугарија, одвивање на реформите и подготовка за преговори во наредниве 6 месеци. Секако беше важно да бидеме во Франција заради тоа што добивме уверување дека го имаме вниманието на Франција и како држава и како регион Западен Балкан. Ни беше јасно кажано дека одлуките или евентуално доколку дојде одлуките за први меѓувладини конференции се дел од приоритетите на француското председателство, нормално зависно од текот на разговорите со Бугарија. Значи ние не отидовме за да ги подкренеме очекувањата или подгрееме очекувањата туку за да работиме на случајот да се одблокираат преговорите. Истото беше и во Брисел. Ги представивме плановите за разговори со Бугарија. Бил и бугарскиот премиер непосредно неколку дена пред тоа да го направи истото. Пораките кои што ги кажавме ние, пораките кои што ги изнела бугарската влада соодветствуваат, кореспондираат, така што ние представивме што правиме и што планираме да правиме и во делот на реформите, и во делот на односите со Бугарија, и во делот на подготовката за преговори. Исто така го имаме и вниманието и детално се информирани сите три председатели на трите клучни европски институции, Европскиот совет, Европската комисија и Европскиот парламент, и сите се желни да помогнат, исто како и Франција како држава председавач. И до сега председавачите на ЕУ имале улога, знаеме дека и Португалија и Германија многу се ангажира, меѓутоа главниот товар на работите е тука, дома, кај нас, и затоа ние не сме биле на посета за да го трнеме делот тој товар, туку за да ги информираме институциите, за да бидеме информирани за нивните напори и идеи, и за да заеднички се обидеме во наредниот период да добиеме едно решение со Бугарија кое што ќе биде принципиелно, базирано на европски вредности, на меѓусебно почитување, доколку е тоа можно и во фер услови да ја трнеме блокадата. Три елементи: внимание, информирање за плановите, одреден период. Каде во тоа внимание на Франција ги сместувате пораките упадени од францускиот председател Макрон во неговото обраќање во Европскиот парламент, дека на Западниот Балкан треба да му се понуди јасна перспектива, но во исто време треба да јасно да се каже дека ваква Европа каква што е, не може да функционира со 30, 31, 32, 33 членки, што некако
повторно ја враќа дебатата на онаа тема. Прво реформа на ЕУ, па потоа прием на нови членки, впрочем така и распоредот. Прва конференција за иднината на ЕУ, па потоа конференција ЕУ Западен Балкан. Токму тоа и сакав да го кажам. Мислам дека двата процеси не се исклучиви и дека тоа го разбира и Франција. Нашиот процес на пристапување секако не може да заврши во краток временски период. Ако гледате во просек со другите држави, до сега не одело пократко од 4-5 години. Овие што преговараат сега, Србија и Црна Гора, веќе 10 години се во преговарачкиот процес и не е ни на повидок да биде тој процес завршен. Затоа сметам дека не се тие два процеси исклучиви. Ние бараме да ги почнеме преговорите сега. Новата методологија на иницијатива на Франција е усвоена. Таа нова методологија дава гаранции дека тие кои што се залагаат и работат на реформите ќе одат напред, ако заостанат во реформите ќе се враќаат назад. Но исто така сигурни сте во тоа, бидејќи во македонскиот случај нагласеното политичко влијание на таа методологија апропо проблемите со Бугарија и инсистирањата на Бугарија одредени прашања да се провлекуваат на истекот на целите преговори, тоа за Македонија може да биде дополнителна кочница и тоа многу опасно. Нашето досегашно искуство кажува дека секогаш кога држава членка сакала да блокира држава кандидат, тоа е успевало на еден или друг начин. Со или без методологијата, секоја држава членка има механизам преку принципот на едногласност да задржи некоја членка. Ако порано можевме да ги изброиме дека тоа беа некаде околу 75 пати при отварање и затварање на секое поглавје, сега тоа се мултиплицира бидејќи условите за отварање во секој одреден кластер се многу различни и тука политичкото влијание на земјите членки може да биде многу големо, политичкото влијание на државите членки почнува уште пред фазата на отварање. Значи, во моментот кога ќе помине првата меѓувладина седница, ние ќе треба да поминеме процес на билатерален скрининг, па и на оној технички скрининг кој што експланаторен, објаснувачки скрининг, кој што ние во некоја предфаза делумно и го поминавме. Меѓутоа, уште во билатералниот скрининг државите членки доаѓаат со своји идеи, своји очекувања и своји барања. Дали се за владење на право или се за некоја друга тема, тоа е веќе второстепено, меѓутоа влијанието им почнува уште тогаш. И го имаат до крајот на процесот. И тоа секогаш било така, сега е само формализирано во оваа нова методологија. Значи тоа да немаме илузии дека некогаш било поинаку. Сме имале случаи со Хрватска и Словенија кога повеќе од година дена беше. Да, но тоа сепак мора да признаете, вие добро го познавате процесот, тоа сепак од друга страна ги подкопува стручните квалификации кои што доаѓаат од комисијата. Да, заради тоа што може би делумно да, меѓутоа пак комисијата ја има главната улога во утврдување на преговарачката рамка, во водењето на самите преговори, а влијанието на државите членки е еден вид гаранција дека нема да се случи, како во некои ситуации до сега, комисијата да го турка процесот побрзо отколку тоа што го сакаат државите членки. И за тоа треба да сме целосно искрени кон нашата јавност и да кажеме дека со новата методологија, улогата на државите членки се зголемува, тоа е точно. Меѓутоа, не сум сигурен дека е тоа лошо, затоа што сепак ќе треба на некој начин и контролата на барањата на државите членки да поминуваат низ тој филтер на Европската комисија, каде што има јасни правила кои се тие европски регулативи, директиви, кои што треба за секое поглавје и за секој кластер кои што треба ние да ги усвоиме. Значи има една поширока публика, бидејќи сега кога се дискутираше со Бугарија преговарачката рамка, ако се сеќавате, други држави членки реагираа на формулациите и барањата на Бугарија. Така што велам, колку има опасности, има и предности на тој пристап, ние не можеме да го измениме, тој е веќе усвоен, можеме само да се прилагодиме. И мислам дека имаме простор каде да се пофалиме и во кои области имаме добар резултат, а секако дека има ризици. И претходно и пред новата методологија имало ризици. Паралелно со процесот на преговори ќе оди процесот на реформа на ЕУ преку дискусијата за иднината на Европа и мислам дека тие процеси горе-долу ќе се спојат во едно во догледно време. Ги споменав овие детали исклучиво за да се добие таа поширока слика
и особено што рековте, отидовте да ги слушнете и нивните планови, но информиравте и за нашите планови, особено во однос на преговорите со Бугарија. Дали е и зошто е полесно за затворени врати во дипломатски форуми и на средби да се објаснуваат нашите планови за преговорите со Бугарија, без претходно тоа детално да и се објасни пред се на домашната јавност од која очекувате поддршка? Прво, не е точно дека не е објаснато на домашната јавност. Апсолутно. Ние имавме повеќе пресконференции и на премиерот, и на министерот за надворешни. Јас сум зборил повеќе пати. Впрочем, и јавно се одвива целата агенда. Ние имаме нова динамика, нова енергија и нов пристап во преговорите со Бугарија. Решивме да ги диверзификуваме, да ги направиме шаренолики темите, да не се фокусираме само на темите од историјата или само на тешките политички прашања, туку, бидејќи до сега тој пристап не даде резултат, сметаме дека односите меѓу Северна Македонија и Бугарија треба да имаат многу поголем спектар на теми: економија, инфраструктура, образование и култура, зелена агенда и европски интеграции, историската комисија секако и форматот на МНР, кон МНР за политичките прашања. Значи, со овие 5-6 работни групи, практично 5 работни групи плюс форматот на МНР, ние ги покриваме сите овие теми за кои што мислиме дека може да има некој резултат во односите, кои што можат да покажат дека и конкретни форми на соработка, отварање на гранични премини, патишта, соработка помеѓу конкретни институции, како што се, не знам, поштата или Агенција за млади и спорт, можеме да направиме една друга динамика на нашите односи. Не е сето тоа кружење по обиколница, дури не се расчисти патот за стигање до центарот? Тоа се мерки за градење на доверба и промена на атмосферата во двете држави. Ние имаме силна наелектризираност од последните 2 години, особено последната година кога во Бугарија имаше 3 изборни циклуси едно по друго, кај нас имаше локални избори, имаше и протести во минатата година. Значи, сета таа атмосфера на остри изјави и постојано предизборна реторика мораше да се смири со повеќе теми кои што ќе ни покажат дека нашите односи не се сведуваат само на историските прашања. Без да бегаме од тоа може да се нарече и дефокусот клучниот проблем. Тоа не е дефокус, тоа е само ширење на фокусот во повеќе теми. Не значи дека бегаме од отворените прашања, ги знаеме кои се темите, разговараме на тие теми и ги знаеме и позициите. Нашите позиции се водени од декларацијата во собранието усвоена од сите партии и врз основа на таа декларација на одбрана на македонскиот јазик и идентитет влегуваме во разговори со Бугарија за сите отворени прашања. Да, но нашата јавност останува збунета од тоа што нешто што беше 5+1, сега станува 4+1 и вие велите ние сме транспарентни пред јавноста, но таа транспарентност се сведува на ексклузиви. Новиот македонски премиер на вториот ден од својата должност го пречекува неговиот бугарски колега и тука на пресконференција македонската јавност дознава дека Македонија испратила некаква нота за Бугарија, па тука Петков одговара дека се тие многу благодарни и тие испратиле таква нота. На Министерството за надворешни работи му треба време и месеци и денови да ја крие таа нота од очите на македонската јавност, иако е тоа сосема непотребно, бидејќи таа нота излегува во официјалниот службен весник на Обединетите нации. Тоа е искрен пристап кон граѓаните? Ние веднаш штом договоривме нешто со Бугарија, тоа го објавивме. Исклучувањето на оваа една точка е гест на добра волја од двете страни, со цел да се откочат преговорите, да се одмрзнат односите. При тоа ја одбравме онаа точка за која што сметаме дека е најмалку спорна, а сите останати прашања сме тука да ги решаваме во пакет. И кога ќе бидат решени, бидете убедени дека тоа ќе биде на начин што за секоја страна, и за нас и за Бугарија, ќе има јасно утврдени обврски што треба да направи секоја страна за исполнување на како да бидеме убедени кога цел состав на бугарски парламент веројатно под закрилата на доверливост
ги знае одговорите на 5+1 барања од Македонија, ниту еден македонски пратеник не ги знае. Ние имаше и дискусија во собранието каде што во која што министерот за надворешни работи одби и напротив, спротивно на било каква парламентарна пракса, наместо да закажете затворена седница, ова е доверливо, ќе ве информира, рече дојдете во МНР, ќе ви кажам се. Во моментот кога ќе има официјален документ од наша страна, тогаш секако, на пример нота дипломатска, тогаш секако дека ќе информираме јавноста. Сите овие разговори кои што се одвивале во изминатите месеци, во кои што се разменувале ставови, се неофицијални документи во кои што ниту нешто сме прифатиле, ниту за нешто сме се договориле. Официјални се, ако министерот за надворешни работи од самит на НАТО изјави дека повторно во случајна прилика изјави дека Македонија веќе ги испратила одговорите на бугарските 5+1 барања и очекува позитивен одговор. Притоа тие се државна тајна дури и за македонските пратеници, пред кои вие како влада сте се законнале дека нема да направите ништо надвор од резолуцијата донесена од собранието, но тие треба да ви веруваат само на зборот, бидејќи не можат да видат нити еден документ. Ние може да направиме и паралела со процесот на договарање на договорот од Преспа. Вие знаете дека имаше преку 20 размени со грчката страна пред ние да имаме предфиналната верзија на договорот која што беше објавена во јавност. Да, и тогаш тоа што ја боли јавноста е тоа што исто како при договорот во Преспа и сега, информациите доаѓаат или од бугарските официјални представници, или од бугарските медиуми, додека македонската страна и македонската јавност е повторно во дефанзива. Не се согласувам со тоа, не сме во никаква дефанзива, ние не можеме јавно да ги водиме преговорите, тоа никаде во светот не е така. Ние сме ги обзнаниле нашите позиции во однос на идентитетот, јавноста ги знае кои се тие теми, во тие точки 5+1 и ние по тие точки разговараме и преговараме. Ниту во сопреспанскиот договор, кој што сум сигурен немаше да се случи ако секој документ кој што го или предлог кој што го добивавме од грчката страна и ние одговаравме на него, го објавувавме поединечно во јавноста, бидете убедени дека до тој договор немаше да дојде. Сигурен сум дека е така, но ние ги знаевме црвените линии тогаш. Ги знаеме и сега. И до нив се држиме. Македонскиот јазик, македонскиот идентитет и нашето уважување и дигнитет мора да бидат зачувани. Како тоа ќе го договориме и во која динамика со бугарската страна, тоа ќе следува, тој процес допрва почнува. Значи ние не сме имале точка во која што сме договориле се за да може да се објави. Вице-премиере, се извинувам, што ве прекинува. Вербалната нота, која што беше обзнанета како голем знак на добра волја, е еден од условите кои што Бугарија ги постави и во рамковната позиција и во изјавата која што ја даде веднаш после Советот кога беше утврден одлуката, кога беше донесена одлуката за почеток на преговори. Да се наведе во нотата Обединетите нации дека употребата на краткото име предвидена со договорот од Преспа се однесува само на политичкиот субјект Република Северна Македонија, а не на географскиот регион на Северна Македонија, од кој еден дел се наоѓа во рамките на Бугарија. Рок за спроведување на оваа барање прва меѓувладина конференција помеѓу Македонија и Бугарија. Истата таа нота, се извинува, може да се поврза и со уште еден услов од рамковните позиции и изјавата на Бугарија, а тоа е дека Република Северна Македонија ќе ги информира со вербална нота земјите членки на Обединетите нации дека придржувањето кон амандманите на Уставот на Северна Македонија во согласност со договорот од Преспа ќе се спроведува паралелно со строго придржување кон договорот со Република Бугарија во целост, вклучително и во однос на јазичната клаузула. Ако овие два услови се погледнат, без ова последното јазичната клаузула, не влеговте во тој дел, сепак Македонија прифати услов без
јавноста да знае што доби за тоа. Ова е бугарски. Треба јавноста да знае дека веќе подолго време Бугарија го блокира, една од блокадите кои што Бугарија користи во овој процес или оваа ситуација се однесува на користење на долгото и краткото име, и тоа го правеше во сите организации, не само во Обединетите нации. Ние, како држава, веќе сме поднеле ваков тип на нота, без разлика дали усмена од нашиот амбасадор, представник таму, или писмена, веќе ова сме го потврдиле како содржина во повеќе организации, во НАТО, во Советот на Европа, ОПСЕ и така натаму. И тоа прашање токму како што барале бугарите. И тоа прашање било затворено. Само дозволете да објаснам. Бидејќи тоа прашање има има продолжение. И тоа продолжение на бугарскиот услов прифатен еднаш има продолжение. И тоа продолжение вели: покрај тоа, единствено целосното име на Република Северна Македонија треба да се користи во документите, позициите или изјавите на Европската Унија, вклучително и во идната рамка за преговори. Република Бугарија ќе го користи уставното име Република Северна Македонија ерга омнес како единствено име на таа земја. Тоа е сменето, знаете. Еден чекор е направен. Од каде да знаеме дека овој втор чекор повторно нема да се врати на преговарачка маса? Овој чекор Бугарија веќе има отстапено од ова. И тоа е големата. Со што? Со незината нота до Обединетите нации? Не само во Обединетите нации. На Корепер во ЕУ, бугарскиот представник на минатата недела, или веднаш после нотата, значи веројатно пред таа недела, има објавено дека за Бугарија ова прашање е затворено и дека од тој момент го користат и краткото име и во Европска Унија. Така што прашањето за краткото име и долгото име е затворено секаде. И во Обединети нации, а од поново и во Европска Унија. И тоа е отстапката на Бугарија која што отстапува од оваа точка и не го користи само долгото име во Европска Унија, и на тој начин затвораме една од блокадите. Нашето кратко и долго име веќе подеднакво со еднаква важност се користат и во Европската Унија. На тој начин затвараме едно отворено прашање, на тој што по нас не беше спорно ни од самиот почеток, ниту пак сме имале некојаш проблем во содржината на оваа нота, бидејќи за нас не било никогаш ризично или под прашање дека се работи за исто Северна Македонија и Република Северна Македонија, дека се ист субјект. Апсурдот е во тоа што таа нота вице-премиерот се криеше од јавноста, а нема ништо спорно, е на ниво на документ, се објавува во службен весник и практично се доведовте во една ситуација како Антонио Милошовски 2008 кога го криеше писмото испратено до Обединетите нации, па му беше исто така објавено во службениот гласник на Ние содржината на нотата ја објавивме на пресконференцијата на премиерот веднаш кога беше таа објавена. Тој кажа точно што сме напишале во нотата и бугарскиот премиер потврди. Значи нема тука никаква таинственост. Одлуката да се испрати нотата сега беше прашање на проценка како гест на добра волја за одмрзнување на односите. Сите други прашања ќе се решаваат во пакет. И така сме договорени со бугарската страна. Таа нота била 2 години на масата на разговори предходно, и 2 години ние повеќе пати сме биле со бугарите блиску до тоа да се договориме да биде испратена, но заради тензиите и заради сето она што се случуваше, таа нота не била испратена и е ставена во пакетот. Меѓутоа, и во Европската Унија и насекаде во сите ерга омнес како што се вели, Бугарија го прифаќа нашето скратено име. Што воопшто не е проблем, бидејќи тоа е наше право, но сме решили да им направиме отстапка која што кај нив е цврсто запишена во нивните рамковни позиции. Јас мислам дека со тоа ние ништо не изгубивме, само добивме направивме гест на добра волја со кој што како влог во новиот процес и во новиот пристап и затворивме една од блокадите. Вашиот претходник не вели така? Добре дојдовте назад. Бојан Маричич, вице-премиер за евроинтеграција, мој вечерашен гостин. Уште малку ќе останеме на темата со Бугарија, бидејќи имаме и многу други прашања. Вашиот противник, за кого некој вела дека можеби го како еден противник или предходник? Предходник, се извинувам, за кого многумина вела дека е еден можеби од најискусните дипломати од поновата македонска генерација, веројатно го направи најголемиот гаф дипломатски со отчет на пресконференција и серија интервјуа по тоа.
Меѓутоа, токму овие дилеми кои голем дел од тие што ја следат состојбата, можеби не и се познати сите овие табели со бугарски барања. Меѓутоа, останува таа дилема која што ја наметна Димитров, дека се нуди нешто без да се добие. Ништо за возврат. Јас нема да го коментирам мојот претходник, тоа е негово право и начин да ги истакнува своите ставови, меѓутоа она што можам Бевте тандем? Без разлика. Пред година и пол, две бевте тандем. Тој беше главниот, вие техничкиот преговор. Не, тоа беше со Бујар Османи формално. Да, до скоро, до пред некое време, меѓутоа не би сакал да коментирам негово право и негово чувство. Јас немам чувство прво дека има разлики внатре во владиниот тим, во ниту еден момент. Барем последниве 2 месеци интензивно работиме во владиниот тим и не гледам дека има разлики во пристапот, ниту во ставовите, но исто така не сметам дека овој чекор ќе ни направи штета. Напротив, мислам дека од овој чекор стекнавме доверба со Бугарија и отворивме нови перспективи за соработка. Сите други прашања ќе се разгледуваат и се разгледуваат во пакет и ќе се решаваат во пакет. Значи не можеме да прифатиме едно по едно да ги решаваме прашањата, затоа што тие се меѓусебно поврзани и компромисот треба да биде кратко. Изнесен во пакет. Што очекувате да донесат директно комисиите? Може еве во петок и ќе се договорат за воведување на авионска линија кон Бугарија. Може заедно со задоцнување да тропнете во Европската комисија и да барате заедно пари и за автопатот и за пругата, што досега не било направено. Можете за прв пат да имате што исто така чудно твининг проекти или било какви други проекти со Бугарија кои што досега ги немало и практично функционирала само меѓуграничната соработка. Но на крајот, вице-премиере, вие не можете со декрет да преориентирате една економија на поголема соработка, економија која структурно никогаш не гледала кон исток. Прво, има интерес од економските оператори и од коморите за поголема соработка. Ние имавме слична ситуација и со Грција пред неколку години. Ако се сеќавате, имаше од тогаш повеќе форуми, економски форуми на нашите комори со Грција, и економската размена е зголемена, и трговската размена, и таа соработка. Значи, ние не очекуваме преку ноќ со декрет тоа да се направи. Меѓутоа, затоа и отвараме процес во таков формат, во кој што ќе бидат вклучени и коморите во овие работни групи, каде што ќе можат да се најдат преку фасилитирање или олеснување на политичките актери, значи на владите, ќе можат да се најдат своји партнери во другата држава и во проширување на своите услуги. Еве, конкретно имав средба денес со директорот на нашите пошти. Сигурен сум дека тој утре оди во посета на Софија и сигурен сум дека ќе може да се најде интерес за соработка за ширење на пазарот и наш и нивен во оваа смисла. Сигурен сум дека економските оператори ќе го најдат својот интерес, ама треба да се обезбеди форум. Ајде да веруваме и во сиот тој оптимизам. Тоа не може да се случува ни преку ноќ ни со политичка одлука, но мора да создадеме услови да дадеме шанса тоа да се случи. И тоа е добро, но што правиме кога ќе дојде до оние прашања кои велите ќе треба да ги решаваме во пакет? Тоа се прашањата на јазикот, тоа се прашањата на идентитетот, тоа се прашањата на малцинствата. Ако тргнеме од малцинствата, тука не ја ни отварам темата за работата на Историската комисија. Ако тргнеме од малцинствата, ќе заглавиме на дефинициите македонски бугари или бугарски македонци и обратно, односно, ако ги следиме некои дури ваши изјави кои што сосема одговараат на овие бугарски услови за немешање во внатрешните работи, тогаш моето прашање е дали ние преговараме за членство во ЕУ или преговараме за членство во историско-политичките фрустрации на Бугарија, и ако е така, особено по прашањето на малцинствата, дали и кога ние ќе ја затвориме нашата мисија во Советот на Европа?
Не, многу теми отворивте, особено за Едноставна е темата. Прашањето за малцинствата е право гарантирано во Европската конвенција за човекови права. Затоа си има институција која што се вика Совет на Европа. Бугарија бара од нас, вие ќе се откажете да чепкате било каде, дури и во Советот на Европа, тогаш да ја отповикаме амбасадорката, да ја затвориме. Да не одиме толку радикално, не мислам дека нема потреба од тој тип на представување на работите, што јас ги вулгаризирам до крајност, бидејќи се такви, изречени од официјални ставови на бугарските представници. Јас не дадов никаква изјава во нашиот устав и нашата досегашна политичка пракса. Прв пат, 99-та година, со декларацијата Љупчо Георгиевски и Иван Костов, е ставена клаузула за немешање. Таа клаузула е пресликана во договорот од 2017. Ние во меѓувреме имаме и уставен амандман, број 36, со кој што сме утврдиле точно, за да нема дилеми околу, бидејќи во првата верзија на уставот знаете дека декларираме грижа за македонците во сите соседни држави. Тоа беше уште од грчката страна извадено како потенцијален иридентизам. И со договорот од Преспа беше договорен еден уставен амандман каде дефинираме дека се грижиме за македонскиот народ и сите други делови на народи во Северна Македонија и за нашите државјани надвор од може по пластичите. Подиректно, бидејќи историјатот го знаеме, 14 пресуди има донесено Советот на Европа. Сега за гледачите, за да се реализираат тие пресуди, треба да се активира Советот на министри и сега имаме ваква ситуација. Вие давате изјава како што давате, подсетувајќи на сиот овој историјат. Следниот ден излегува Михаил Рот и вели Бугарија треба да го признае македонското малцинство согласно декларациите, тоа е нејзина обврска како земја членка на Европската унија. Хипотетички, еве утре задутре Германија го покренува тоа прашање, бидејќи единствен начин да се реализира пресуда е Советот на министри во рамките на Советот на Европа да донесе таква одлука. Го покренува одредена земја, излобираат македонците од Бугарија да го покренат тоа и 3 земји. Нашиот представник, нашиот министер ќе излезе од таа сесија? Не, ова е се премногу хипотетичко прашање, ќе видиме што би се случило во таа ситуација. Натаму Бугарија ги води прашањата до апсурд. Секоја држава има определен уставен концепт на устројување на правата на малцинствата. Македонците во Бугарија се граѓани на Бугарија и имаат право преку тие механизми на Советот на Европа и Европската унија да се борат за своите права. Ниту пак ние имаме и други да речеме и нивното право е основно право на здружување и изразување на нивниот идентитет. Да, меѓутоа тоа нема ништо врска со сепаратизам, со сите квалификации кои што ги има во овие неприфатливи бугарски уци. Видете, вие имате и да речеме условно речено и турска партија во Бугарија, која што не се нарекува така, се нарекува Движење за права и слободи. Значи, како Бугарија, под кои услови би регистрирала политичка партија на луѓето кои што се декларираат како македонци, тоа е прашање на бугарскиот систем. Исто како што е прашање на нашиот систем, како ќе регистрираме некое здружение или некоја. И ние сме имале проблеми во минатото со регистрирање на здруженија и на имаме ние проблеми, ние имаме пресуда и за црква, па не ја реализираме исто како држава. Сакам да кажам, секоја држава има механизми преку кои тоа го прави или не го прави. Ние ќе се грижиме за тоа што е нашето уставно уредување и на кој начин тука да ги решиме прашањата и сметаме дека е сечие право на било кој граѓанин на Европа, без разлика од која држава доаѓа, да си ги турка своите интереси за дефинирање на својот малцински статус во државата од која што доаѓа. Велите, ова е важна билатерална мисија, која ја почнувате со овој Пристап Ковачевски Петков или Петков Ковачевски, кој како сака нека го нарече, во зависност од тоа кој прв го предложил. Меѓутоа, што е тоа што ве крепи дека ќе има било какво поместување во однос на оние клучни прашања, бидејќи засега ставовите се во две паралелни линии, а паралелни линии никогаш не се среќаваат. Доколку успееме да ги оствариме позициите од нашата декларација, а тоа е зачувување на македонскиот јазик и македонскиот идентитет,
можеме да се надеваме дека ќе има договор и ќе има компромис. Доколку тоа не се случи и нема волја за тоа, немаме ние зошто да правиме каков било компромис по секоја цена. Ние влегуваме многу трезвено, многу разумно во овие разговори, но со добра волја. Значи, разумно и трезвено, базирајќи се врз досегашното искуство и сите ризици кои што сме ги виделе и се оствариле во изминативе 2 години на разговори со Бугарија, но исто така и пристапуваме со добра волја затоа што има нова влада кај нас, има нова влада во Бугарија. И сметаме дека е честно да се даде шанса на владата, особено затоа што препознавме искрена желба кај премиерот Петков да се решат овие прашања. И сметаме дека е тоа важно и за нас, важно и за Бугарија. Нашиот интерес е секако да ги зачуваме овие црвени линии и нашиот интерес е да ги отвориме преговорите со Европската Унија, бидејќи на вистина е крајно време тоа да се случи. Должност ни е да се обидеме, должност ни е да пробаме, никој не вели дека тоа ќе го направиме по секоја цена. Тука одеме со уште една кратка пауза за реклами и се враќаме конечно на она кога ќе почнеме и како Европа да ја носиме дома со оглед на тоа што почетокот на овие преговори, односно политичката рамка и политичкото ниво на кој што се издигнуваат овие очекувања и натаму ќе биде неизвестно. Продолжуваме понатаму во завршница сме на вечерашната топ-тома, веќе час време во живо овде кам министерот за правда Бојан Маричич, така што вице-премиерот за европски прашања во живо на Телма, така што не би можел да биде дел од сообраќај на несреќа доколку претходно во денот не направил министр. Не сум имал сообраќај на несреќа денеска, гледам дека еден портал го објави тоа, сакам да демантирам дека не сум учествувал и за моето семејство, но и за јавноста да знае. Добро, министерот е тука од 19:15, јас за претходно не одговарам. Вице-премиере, бидејќи една од причините за вашето доаѓање тука, едно од објаснувањата на премиерот беше дека не сака повеќе да имаме двајца министри за надворешни работи. Имаме сега двајца МНР или конечно СЕП ќе биде она што меѓу другото треба да биде, а тоа е координатор на сета помош, нешто што веројатно беше запоставено во изминатиот период. Значи, оваа влада има само еден министер за надворешни работи, тоа е господинот Бујар Османи. Јас целосно сум посветен на работата во секретаријатот. Моето учество во прашањето со Бугарија затоа што директно е поврзано со почетокот на преговорите и има делови каде што е битно да бидам вклучен и водам една од работните групи во односите со Бугарија. Јас како вице-премиер за европски прашања имам јасна задача да ја подобрам координацијата на реформите преку секретаријатот за европските прашања, да ги подготвам тимовите за преговори и да се подобри апсорпцијата на ИПА помошта и на целокупната останата помош. Како, ако веќе подолго време не ви функционира електронскиот систем кој што го најавивте за регистрација на проекти, некаде по 5-6 месеци има жалби дека се чека за регистрација на проекти, без регистрација на проектот кај вас не може да почне ни еден проект од донатори, а многу дури и институции и невладен сектор живеат од донаторски проекти. Откако бев известен дека не функционирал пред 2 недели или пред 1 недела овој систем, веднаш ги повикав колегите кои работат на тоа и ги замолив во најскор можен рок заедно со компанијата која што ги сервисира услугите за онлайн регистрација на проектите да ги разрешат сите технички проблеми за да може тоа. Им дадов рок од 2 недели за тоа да профункционира, така што се надевам дека најдоса наредната недела ќе профункционира. И во меѓувреме ги замолив да ги известат сите апликанти дека треба да ги поднесат документите во хартија за да може побрзо да се заврши работата. Им ги упатувам сите оние поплаки кои што стигаат и до мене дека од октомври или од претходно има барање за проекти кои што не се регистрирани. Малку е несериозно за влада која секој втор збори е дигитализација, ова е донација од Велика Британија, мислам. Јас ви кажувам дека откако сум влезен во секретаријатот, работам на отстранување на ова прашање. Функционирало во еден период, потоа имало определени проблеми. Ме уверија и од компанијата која што го сервисира ова, која што е претходно ангажирана, дека ќе ги санираат сите прашања во најскор можен рок. Многу ми е важно услугите, а тоа е единствената услуга на СЕПКОН
кон граѓаните да функционираат безпрекорно и да бидат лесно достапни на сајтот на СЕП. И убеден сум дека за неколку дена ќе биде се назад во функција, бидејќи така се договоривме со колегите кои што работат. Вице-премиере, немаме уште многу време, кога вие говорите сегогаш кога ќе запне на политички план, ајде да ја донесеме Европа дома, тоа подразбира сет на реформи, правосудство, антикорупција и така натаму. Немаме време за тие теми, но тоа подразбира и разумно, рационално и во функција на економскиот развој и во функција на доброто на граѓаните користење на европските пари. Тука стоиме слабо и слабо ни оди. Не сум сигурен дека е толку слабо, иако таква е перцепцијата. Еве имам, пред да дојдам извадив податоци, на заедничките, пресек на некои на заедничките фондови и од CFCD, од Министерството за финансии, кои што ги управуваме тука и од Брисел, дека околу 87% од ИПА-2 се контрактирани, значи подпишани се договори, а околу 58% тие договори се веќе реализирани и исплатени. Има простор за подобрување секаде, особено во некои области, да не ги именувам јавно, меѓутоа ќе дојде моменти за тоа. Мислам дека сите треба сериозно да го сватиме и работата на СЕП ќе биде токму да им предочи на институциите кои што се можеби послаби во имплементација на ИПА средствата, тоа да го подобрат со наша помош, се разбира, и со помош на агенциите кои што ги спроведуваат парите. Можам само да ви кажам дека сигурен сум тоа што го планирам да го направам во наредните 2 недели е извесен, 2-3 недели до крајот на овој месец е извесен апдейт на оваа агенда Европа дома, со оглед на тоа што очекуваме и нови задачи од Брисел. Како што добива секој нов состав на владата нови задачи, очекуваме и овој состав да добие нови задачи и тие да ги пресликаме, кои што произлегуваат од европскиот извештај, не секој знае што непознато, и тие ќе ги инкорпорираме во планот за реформи и ќе ги следиме на неделна основа. Нови задачи од Брисел, нови предизвици во Брисел. Македонскиот амбасадор од срцето на Брисел, односно од Европската Унија, се враќа. Ќе оставиме и таму празна амбасада како во Вашингтон? Јас разговарав со министерот за надворешни работи, укажав бидејќи СЕП има представници во нашата мисија во ЕУ, луѓе кои што се таму испратени за да ги следат политиките и да ја подобрат комуникацијата. Мислам, тој е свесен бидејќи тој ја е шеф на дипломатската мрежа и ги знае многу добро важноста на позицијата на амбасадорот во Брисел. Мандатот на сегашната амбасадорка завршува во мај. Јас се надевам дека што поскоро ќе се почне постапката за именување нов амбасадор, квалитетен дипломат кој што ќе може да ја замени до сегашната амбасадорка, затоа што мислам дека ниту еден ден не треба да бидеме без амбасадор таму. За крај сосема на кратко. Постојано нагласувате, не се врзуваме за време за клучниот пакет. Тогаш голем дел од работите може да бидат лед во место или одење во празно, бидејќи ние немаме време за чекање како држава. Ние сакаме брзо, но не избрзано решение. До сегашното комуницирање на датуми или рокови не ни донесе многу среќа и успех во преговорите. Тоа не значи дека ние сме подготвени неодложно да дискутираме за сите прашања, меѓутоа оваа брза интензивна динамика не тера и да ги отвориме сите прашања што поскоро и да се обидеме во еден краток рок да ги договориме отворените прашања. Не би сакал да кажам кога и како, бидејќи се уште ние не сме се фокусирале на тоа, туку се фокусираме на содржината. Ако почнеме да оперираме со датуми од било која причина, само ќе ги броиме деновите наместо да работиме. Мислам дека е подобро да работиме и кога ќе има успех или неуспех, едноставно да објавиме и да кажеме дека сме го решиле проблемот или не сме успеале да го решиме проблемот, зависно од тоа каков ќе биде исходот. Ова беше крај ниту со негативно мислење, ниту со позитивно мислење, туку со неутрално мислење. Не, ви благодарам. Реално мислење, мислам дека ние работиме многу посветено на решавање на овие прашања, затоа што искрено сакаме да почнеме преговорите и да го решиме отвореното прашање со Бугарија. Меѓутоа, тоа не значи дека ни е гарантиран успехот. Наша должност е да вложиме напори и ние ги вложуваме максимално и се очекуваме тоа да биде што поскоро. Значи, ден поскоро за нас е успех. Ви благодарам што вечерва бевте во Топ тема. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете на програмите на Телма.